Почитувани радиослушатели, во рубриката Светско а наше, во делот што го најавивме и вашиот радиоводител, кој знае секоја сабота да ве информира и да ве изненади со нешто интересно, со нешто познато, со нешто истакнато, а поистакнато, почитувани радиослушатели, од гостувањето на нашиот гостин не сме имале да ви кажам, и по тој повод ја користам оваа прилика, значи да му изразам срдечно добре дојде на Томче Пачовски. Томче, добро утро, добар ден, добро вечер до сите наши радиослушатели. Добре ни дојде во студиово. Здраво, добро утро, добро ве најдов. Голем поздрав до сите македонци кои што живеат овде во Перт. Томче, привилегирани сме пред се, значи со самото присуство овдека во нашава средина, и морам да признам дека од она што знаеме за тебе, за твојот фудбалски ангажман и она што го имаш направено на фудбалското поле, морам да признам дека навистина успесите твои кажуваат, и од друга страна и за македонската репрезентација токму беше во славните денови каде што ги постигна на некој начин позначајните резултати. Но пред да преминиме на твојата кариера, да кажеме еден збор-два од каде ни доаѓа Томче Пачовски. Значи, јас доаѓам од Битола, роден сум 1982 година. Таму ги започнав и моите први почетоци со фудбалот во славниот клуб Пелистер, и понатаму после одиграв во работнички 3 години, во Вардар 1 година, бев во Брегалница, потоа бев во Грција 1 година, па 6 години во Белгија, играв за прволигашките клубови за Бершот Антверпен и КВ Мехелен. После се вратив во Вардар уште 3 години и прошлиот декември ја завршив мојата кариера. Каже дека си настапувал дел од твојата фудбалска кариера и за Грција. Ова е чувствителен момент за Република Македонија. Како е да се биде македонец во Грција? Тешко е да се биде македонец. Јас имам една случка, иако тоа беше пред 15 години. Случка која одевме на тренинг и ме носеше мене еден грк, и така јас уште не знаев, нормално 20 годишен бев тогаш, од кај доаѓаш, јас му викам од Македонија. Тој ја застана колата и вика, уште еднаш ако кажеш од Македонија ќе те слезам надвор. И така таа случка ми остана. Иначе во глобала немав некои поголеми проблеми, затоа што бев млад, бев неискусен и за јас бев само на тренинг дома и така ми поминуваше времето година дена. Потекнуваш од славната битолска школа, каде што излегле голем број на талентирани фудбалери кои ја понесија фудбалската репрезентација на Македонија, се разбира и битолски Пелистер. Кажи ни збор-два, во која генерација настапуваше за битолски Пелистер и со кои славни имиња покрај самиот, значи имаше можност да настапуваш и да другаруваш? Добро, имав среќа да настапувам и да се дружам со голем број на фудбалски имиња во нашиот град. Тука ќе ги издвојам, тогаш се врати Митко Стојковски, Тони Мицевски, Виктор Дреневски, Дејви Главевски, Ванчо Мицевски и многу други. После ние бевме во генерацијата, иако беа малку постари од мене, беше Игор Талевски, Елмазовски, Стисниовски, Деловски, Рутевски, Момировски, сите тие кои што после игравме и во против големата Селта, Капинковски исто така, игравме со големата Селта во Шпанија, каде стигнавме до трето коло, го освоивме купот на Македонија. Тоа беше, мислам дека едно од подобрите времиња кога настапувавме ние во Пелистер. Имаше исто многу добра атмосфера, многу позитивна атмосфера. Ние бевме тука дојдени во Австралија 2001 година, мислам, игравме и турнири. И така тоа ми е еден убав спомен од Пелистер во тоа време кога настапува. Томче, кажавме дека имаш настапувано и дресот на македонската репрезентација го имаш носено 46 пати, доколку не се лажам. 48 пати, и тогаш јас одлучив самиот дека е доволно да дојде на времето за помладите, и председателот Илчо Георгиевски заедно со Саша Чирич се сеќавам, ме викна на состанок и ме замолија да настапам барем уште на 2 надпревари, да достигнам до 50 настапи. Му кажав дека за мене бројките не ми значат ништо, има веќе одлучено да се повлечам од репрезентација. Тоа беше на надпреварот со Украина, каде што добив еден подарок, еден огромен
огромна рамка со 2 дреса. Времето уште кога бевме со Катанеца и спонзор кој ни беше Пума и после со новиот спонзор со Јако, 2 дреса кои што ми се дома урамени и јас сум среќен, задоволен што имав можност да настапувам исто така со многу големи имиња фудбалски. Можам да кажам со најголемите од бидејќи јас сум во репрезентација, бев повеќе од 15-16 години, од Андре 16, од после 17, 18, 21, па А селекција. Имав можност да настапувам и со најголемото име Горан Пандев и со многу други фудбалски имиња и нормално дека сум среќен сега кога завршам кариерата, дека сум среќен што имав таква чест и можност и привилегија да бидам и капитен на Македонија на 10 надпревари, што навистина ме прави и горд македонец и што сум ја пеел нормално химната на повеќе од 48 надпревари. Значи тоа беше моето следно прашање, онаа можност која имаше ти, а ние се гордеевме, значи гледајќи ве вас, значи македонските лавови, македонските фудбалски борци на спортско поле, значи да настапуваш под знамето Македонија, под името Македонија, под химната македонска. Томче, кое е чувството да се настапува за својата земја? Чувството е навистина не може да се опиши, затоа што татко ми кога имаше фудбална телевизија, секогаш гласот го попушташе на најсилно, стануваше и ја пееше химната на Македонија и тој така ми го всади тоа патриотско чувство во мене. И можам да кажам дека скоро на секој надпревар така кога пеевме химната со солзи во очите, мотивиран до максимум, нормално сакаш да направиш нешто за Македонија, да постигнеш добар резултат. И така тие патриотски мислам што ми го всади татко ми остана и до ден денешен. Јас сум горд и среќен што имав таа чест да настапувам за Македонија. И кога се пее химната нормално, сите максимално мотивирани. Да. Македонската репрезентација во последните 20 месеци го бележи, значи најдобриот и најголемиот скок и изненадување, значи за минатата година на FIFA листата. На што се должи овој фудбалски скок во овој момент и што се случува во македонската фудбалска репрезентација? Сега моменталната федерација прави навистина многу позитивни чекори, прави европски теретана, има сега посебна, прави посебен терен. Тие почнаа уште од U16, U17 години од младите категории да барат кај има наши македонци кои што се по потекло од Македонија, исто така да ги прекомандуваат во А селекцијата. Се одлучија за Игор Ангелевски кој што направи одлична тактика и многу добро ги спреми играчите и ги припрема. Ете имавме, значи екипата со Горан Пандев е сосема поинаква кога е тој во екипата. Се случаите са и Несторовски е многу добар и значи се и среќа имавме нормално на некои надпревари, среќата не беше на наша страна. Мислам дека федерацијата работи правилно, дека на правилен пат сме и мислам дека уште понатаму видиме ќе имаме уште подобри резултати. Томче, да се вратиме малце додека македонската фудбалска репрезентација го бележи овој голем скок на FIFA листата, да кажеме тоа дека и со самите реформи вродија плоди, со инвестирањето во младите тимови, се разбира дека тука и терените се направени, значи по европски стандарди. Несомнено и очекувано беше, мислам, да дојди талентот, да дојди до израз. Тука и младинската репрезентација која за прв пат настапи на европското првенство и токму и ти како директно беше вклучен и тоа го кажуваш и го потврдуваш. Зошто клупскиот фудбал или првата фудбалска македонска лига не го следи патот на македонската фудбалска репрезентација? Мислам дека е тешко многу да се јас имав таа чест да настапувам во првите 6-7 лиги, тоа е Белгиската лига која што е многу ценета и многу квалитетни играчи. Знам како се работи нормално во Белгија. Кај нас во Македонија последните 2-3 години Вардар почнува да го следи тој тренд, затоа што направија тренинг камп, посебен тренинг камп, каде што има значи сауна, теретана, базени, сите потребни што му требат на фудбалерите, сала за состаноци, соби за спиење, кафетерија, све има што му треба на направилна екипа професионална. Да. И тој успех, значи таа работа се направи тој успех Вардар да игра последната година во купот на УЕФА во групите, што не е мала работа затоа што е прва екипа. И нормално кога се работи професионално, кога
екипата, односно газдата во овој случај Самсоненко вложила големи средства во Македонија, вистина. Направи и академија за младите категории и одма се гледа успехот на европско ниво. За жал, за разлика од другите, каде што мислам дека ни треба уште многу долго време за многу големи промени за да се стигне тој европски тренд, затоа што Европа оди со крупни чекори према напред. Се вложува многу, до сите детали се влегува во фудбалот, не само во фудбалот, во исхраната, во медицината, во припремата, во село до најситен детал. И моментот е тешко затоа и македонските екипи тешко го следат тој тренд, затоа што нема финанси, потешко се нормално. Кога немаш финанси, нормално дека не можеш да бидеш во чекор со големите европски екипи. Значи, со оглед уште на се поставува прашањето и логички да се размисли дека токму кога земјата се наоѓа во економска криза, без парица е нормално дека и спортот не може да биде примерна работа на секојдневието во македонецот, но сепак на некој начин оној кој сака да се задоволи со овие успеси, па макар да се минимални, но сепак се за нас доста големи, како да е на локално клубско ниво и се разбира дека како ние сме мала држава, имаме талент, тоа многу пати се покажа. Значи еве и ние кои што сме израснали од Питола, на пример, јас како тука ќе спомнам и Никол Черновески, Петар Милошевски, ние сите сме израснати од Битола, каде што нормално и ние се соочувавме со сите проблеми кои што се соочуваат денес, но тоа се многу ретки случаи. Ако збораме за поголеми успеси, тогаш треба многу повеќе вложување, а талентот го имаме ние, од секогаш сме го имале нашиот талент, нашиот инает. Само се надевам дека во иднина ќе се промени многу и ќе има поголеми успеси за Македонија и сите кои што живеат надвор од Македонија ќе се радуваат на успесите. Надежта последна умира, тоа добро, ние македонците го знаеме, така и овој пат ќе биде, останува само да се надеваме. Томче, едно незгодно прашање на кој се надевам дека ќе ни дадеш одговор од се срце. Си настапувал пред многу навивачки групи во Европа, па и на светски рамки. Чкембарите и комитите, си настапувал и пред нив, си ги бранил боите и на едниот тим и на другиот тим. Која по твое е навивачка група подобра, побурна? Па добро, знаеш како двете, мислам, јас кога настапува за Вардар, морам да кажам дека им беше многу тешко, затоа што прво полувреме бев од кај страната на чкембарите, па тие, знаеш како по наши цело време против, зошто јас бранам за Вардар, па од другата страна второ полувреме за Вардар, комитите зошто ти чкембар во Вардар браниш и мислам дека за мене од секогаш чкембарите се број еден, јас ги почитувам нив, имам многу добри коректни односи со нив, нормални со комитите и според мене како битолчан чкембарите. Чкембарите. Одлично, значи дадовме одговор на енигма која многу долго ќе не прати кој е подобар, дали ние или тие, но сите сме заеднички кога доаѓа Македонија, сите сме значи заедно како еден во еден глас ќе пееме песната Јаве се го остани од Тоше Македонија навива за вас која слушаме во бекграунд. Томче, пред се да преминиме за твојот за животот после спортот, значи на некој начин да кажеме која е твојата цел, која е твојата посета овдека на нашиот преубав град Перт и на нашава преубава земја Австралија. Да, вистина морам да и јас да признам исто дека станува за еден прекрасен град и запознав тука прекрасни луѓе во Перт. Искрено не очекував дека толку луѓе ќе запознам, затоа што сум јас тука на одмор, дојден кај мојот брат кој живее овде 5 години и работи со неговата фамилија. И среќен сум што има такви македонци, патриоти кои ги запознавам секој ден. Јас бев нормално по фудбалот, бев во Балга, во фудбалската екипа и мојот син сега оди на тренинг со мојот внук во Стирлинг Лајонс и прекрасно е тука, има навистина прекрасни луѓе. За мојот живот понатаму се уште немам одлучено, затоа што јас настапував за репрезентација, имам таму понуда за работа во фудбалската федерација во Академијата на Македонија, исто така во Белгија со мојот менаџер, исто така ми обеќана работа. Ќе видиме, не можам се уште да се одлучам, затоа сакав да дојам поен во Перт, малку да одморам мозокот, цело време под притисок. Фудбалот е тежок спорт,
тешка работа. Сакав малку да одморам од мислите и се надевам дека до пред да си одам дека ќе одлучам што понатаму. Да. Одлично, Томче, имаме голем број прашања, а гледам дека си добар соговорник, но со оглед на времето ни остануваат нешто уште помалку од 2 минути. Едно прашање, кои ти се најзначајните признанија, лиценци, дали поседуваш некои тренерски лиценци, тие натаму други работи? Поседувам да имам UEFA B, UEFA A и UEFA Pro лиценца за голмани, да и тие се сега нови специјални за голмани направени. Се надевам дека со тие лиценци ќе можам да стигнам до работа. И фудбалски надпревар кој долго ќе го паметиш? Ги има многу. Дебито моето за репрезентација против Турција кога ги победивме со 1-0. Тоа ќе ми остане така во среќавање, покрај нормално многуте надпревари кои што ги имам одиграно. Томче, останува овдека од мене лично да ти посакам, значи, успешен живот, фамилиарен, значи после спортот. Ти благодариме од се срце за она што го имаш направено за македонската фудбалска репрезентација. Ти благодариме и Македонскиот културен центар Илине што ни беше гости на утринската радио програма. Уште една, значи, ти посакувам се најубаво и дај Боже, значи, да ни бидеш насограѓани овдека во нашиот град Пет и токму сите заеднички на твој искуство да го пренесеш на младите фудбалери овдека во нашиот град, затоа што навистина искуството твое е стравопочитно. Уште еднаш ти посакувам, значи, се најубаво, пријатен ден, пријатна недела и се гледаме во нека наша наредна прилика. Ви благодарам и вас на поканата и ги поздравам уште еднаш сите македонци кои што живеат во Перт.